Здраво на сите и добре дојдовте. Сигурно се прашувате, што имаат заедничко еден врвен спортски тим и еден успешен час по информатика? Па, и едните и другите имаат јасни правила. Денес ќе ги разгледаме токму тие правила за кабинетот по информатика. Ама, гледајте на нив не како на некакви рестрикции, туку повеќе како на наш заеднички договор. Договор кој ни помага на сите да учиме, да создаваме и, најважно, да напредуваме заедно. Значи, ајде да почнеме со едно основно, ама многу важно прашање. Што е тоа што е стварно потребно за во една училница да има ред, ама и успех за сите? Одговорот, верували или не е некоја комплицирана формула. Се крие во неколку многу едноставни, ама мокни принципи за кои, мислам, сите можеме да се согласиме. Ајде да видиме кои се тие. Добро, првиот дел, почетокот на часот. Сите знаеме како велат, нели? Како ќе ти почне денот, таков ќе ти биде. Епа, истото важи и за часот. Тие први неколку минути се клучни. Се почнува со два многу основни чекори, кои всушност се темел за се што доаѓа потоа. Првиот принцип, и можеби наједноставниот, е точноста. Да се биде на своето место пред да зазвони, тоа не е само обично правило. Тоа е всушност изјава. Со тоа покажуваме почит. Почит кон времето на професорот, почит кон времето на другите, а и кон сопственото. Тоа е како да кажуваме, спремен сум, ајде да го искористиме ова време најдобро што можеме. Вториот чекор се однесува на просторот што го делиме. Да не се трча низ училниците или ходниците. И ова не е само за безбедност, иако и тоа е многу важно, секако. Поентата е да создадеме мирна атмосфера, средина каде што може да се фокусираме. Кога околу нас е мирно и смирело, и на нашите умови им е многу полесно да се сконцентрираат на тоа што треба да го учиме. Океј, се сместивме, на време сме, мирно е. Што следува? Па сега фокусот се префрла на главната работа – учењето. Ајде да видиме кои навики и какво однесување ни помагаат на вистина да се сконцентрираме и да го сватиме тоа што се предава. Во секој момент од часот, всушност, имаме избор. Едноставен избор. Од една страна можеме активно да слушаме, да се вклучиме, од друга можеме да почнеме некој разговор на страна. Првиот избор, па, тој води кон знаење. Вториот, тој е пречка, и тоа не само за нас, туку и за сите околу нас. На крајот, изборот е секогаш наш. И оваа идеја не носи до темелот на се – почитта. Што значи тоа во пракса? Па едноставно е. Да се слуша тој што зборува, без разлика дали е професорот или некој соученик, и секако да се биде учтив кон сите. Ова не е само за да бидеме фини. Не, ова е она што овозможува отворена комуникација. Тоа е она што ни овозможува вистински да учиме едни од други. Добро, а што правиме со технологијата? Поточно со мобилните телефони. Тука правилото е кристално јасно. Се користат само и само за потребите на часот. И ова е, знаете, навистина клучно. Го менува начинот на кој гледаме на телефонот. Тој не е веќе играчка што ни го одвлекува вниманието, туку станува алатка. Алатка за учење. Прашањето што треба да си го поставиме е секогаш исто. Дали ова што го правам на телефонот сега ми помага да научам нешто? Сега, ајде малку да го прошириме погледот. Не се работи само за тоа како се однесуваме едни со други. Нашето однесување влијае и на просторот околу нас, на кабинетот, на опремата, на се што го делиме. И тука доаѓаме до нешто многу важно. Да не се уништува инвентарот. Секој компјутер, секоја тастатура, секој глушец, тоа не е нешто што е тука само за нас денес. Тоа е алатка за учење. Кога се грижиме за опремата, ние всушност се грижиме таа алатка да биде тука и за тие што доаѓаат по нас. Тоа е одговорност. Можеби некој ќе се запраша, добро де, зошто е толку важен тој инвентар? Замислете го вака. Таа опрема е како порта кон знаењето, кон нови вештини. Кога се грижиме за неа, ние таа порта ја држиме широм отворена за сите. Ама кога ја оштетуваме, па тогаш ја затвараме таа порта за некој друг. Толку едноставно. И на крај, во овој дел, хигиената. Одржувањето на просторот чист е дел од грижата за него. Знаете, кога средината е чиста и уредна, не само што е попријатно за работа, туку некако и мислите ни се побистри. Тоа е мал труд од секого од нас, кој покажува огромна почит кон просторот и кон сите други. Добро, ама што се случува ако, овие правила не се почитуваат? И тоа е важно прашање.
Овој последен дел е за тоа, за одговорноста и последиците. И да бидеме јасни веднаш, не се работи за казнување, се работи за јасен систем што е тука за да ни помогне да се вратиме на правиот пат. Прво, да расчистиме кој е одговорен за овој процес. Правилото вели, последиците за прекршување на правилата ги одредува професорот. Зошто е ова важно? Па за да има јасна линија на авторитет и за да се знае дека последиците ќе бидат доследни и праведни за сите. А самиот систем е направен да биде постепен. Гледате, се почнува со нешто многу едноставно. Извинување, преземање одговорност. Ако пак проблемот продолжи, тогаш мерките стануваат постепено посериозни. Од испрашување, па намалување на оцена, се до консултации со стручните служби. Целта тука, уште еднаш да нагласиме, не е казна. Целта е да се дадат повеќе шанси за однесувањето да се поправи, пред да се дојде до некои посериозни мерки. Значи, ова е систем што се темели на одговорност, ама и на давање втора шанса. И со ова се враќаме на почетокот, на прашањето како сите овие правила всушност помагаат да имаме успешен час за сите. Подговорот е дека ова не се само некакви списоци со забрани. Не, ова е нашата рамка. Рамка за почит, за фокус и за заедничка одговорност. Ова е всушност договорот што сите ние го склучуваме. Договор со кој си гарантираме дека кабинетот по информатика ќе биде место каде што апсолутно секој има фер шанса да учи, да создава и да успее.